Министре, што ќе биде со финансирањето на фондовите доколку не се изгласа ребалансот? Има ли опасности за пензиите и за здравственото осигурување? Апсолутно нема. Јас јасно кажав во пресод дека дополнителните средства што ги даваме во здравството се со цел да се намалат обврските на јавниот здравствен сектор, доколку не дојде до, односно доколку не биде усвоен ребалансот, нема да има намалување на овие обврски. Исто така, во однос на пензиите, тие ќе бидат во секоја варијанта целосно и навремено исплаќани. Тие, значи, нема никаква дилема дека ние стоиме за тоа дека пензиите се приоритет и тие мора да бидат исплатени. А нашата главна цел во овој ребаланс е практично да се помогне. Гледате, најголема алокација има за општините, е да најдеме, односно обезбедивме начин да им помогнеме на општините. Горан Теменугов, Алсат. Две прашања. Се кратат капиталните инвестиции за 92 милиона грубо пресметано. Кои проекти отпаднаа со ова и зошто не се реализирани? Дали ќе успеете да се приближите до 80% и со вака ревидирани капитални инвестиции до 80% реализација на капиталните инвестиции до крајот на годината? Во моментов се 23, со овоа темпо и со намалувањето се околу 30% ќе испадне со ребалансот ако помине, но дали ќе успеете до 80 или која е вашата предпоставка за тоа? Тоа е првото прашање околу капиталните инвестиции. И рековте за општините ќе одвоите некаде околу 50 на милиона евра, колку што можев да пресметам ако точна бројката која запамтив. Тоа ќе ги префрлите парите на општините за да ги сервисираат своите стари долгови, односно своите долгови, за да може да ги блокираат сметките и да профункционираат генерално, но дали има механизам на контрола да не се повторат задолжувањата, бидејќи имаат страшни проблеми со наплата на своите даноци, страшни проблеми со контролата на задолжувањата, едноставно дали ова ќе биде фрлени пари во бунар? Да, благодарам за двете прашања. Биде од буџетот средства или и дополнителен кредит, на што се спомнуваше кредит за општините од околу 100-120 милиони? Од буџетот. Гледате дека ние планираме средства во буџетот. Ајде да одиме прашање по прашање. Околу капиталните инвестиции, ја и во ведното излагање на пресод, кажав дека главно станува збор за проекти кои што се финансираат од кредити и практично, еве, ако сакате примери, тоа е проектот за гасификација, каде што има забавена динамика и вие веќе пишувавте за тоа. Исто така, тоа е откажаниот клинички центар. Тоа се практично најголемите. Ако гледате по буџетски корисници, тоа се буџетските корисници каде што имаше највисоко ниво на капитални инвестиции. Во однос на вашето подпрашање, јас би сакал тука да потенцирам дека одлично е што во изминатава година се виде дека за прв пат приватниот сектор повлече во Македонија. Тоа е после многу години каде што носител на растот беа само на државна интервенција пред се во нешто што не и требаше на економијата, главно проектот Скопје 2014. Сега ако ги гледаме макроекономските индикатори, растот на индустријското производство, извозот кој што имаше двоцифрена стапка на раст, индустријското производство кое што има повисоко од 5% раст и други показатели, јасно е дека приватниот сектор започна да се движи во економијата. И нашето, па дури и со овој ребаланс, нашето настојување како тамо да вбризгаме ликвидност која што ќе овозможи да одиме понатаму. Сега така доаѓаме до второто прашање околу општините. Практично вие тоа што го прашувате и ние го размислувавме и ја веќе го навестив, еве сега малце подлабоко. Значи како ќе оди реализацијата, значи на исплатата на тие средства према општините, ќе биде предложен закон кој што треба да биде усвоен од страна на собранието. Ние значи нашата интенција е да почекаме во наредната недела да видиме дали ќе бидат усвоени предложените практично почетокот на уставните промени, и ако не дојде до избори, ние многу транспарентно, веројатно и на ваква пресконференција, прво ќе излеземе со законот и во детали, ќе соопштиме и како што и вие прашувате, и ние размислуваме паралелно, доколку дојдеме да им помогнеме на општините со 3 милиарди денари, да поставиме и механизам
во кои што ќе ги спречиме во иднина да таложат вакви обврски. Рековте дека со ребалансот на буџетот се обезбедуваат пари за политичките партии и истражувачките центри. За колку точно пари станува збор? Тоа е првото прашање. И второто прашање, кој што малку излегува од овој дискурс, меѓутоа сепак е важно. Во вторник на аукција на државни хартии од вредности една 30 годишна обврзница месечини треба да се задолжиме за 53 или 54 милиони евра од домашните кредитори, а треба да вратиме 38 милиони евра за стари долгови. Зашто ќе се троши разликата? Значи, околу финансирањето на политичките партии, собранието усвои закон во кој што ние требавме да предвидеме дополнителни средства. Јас ги кажав и во пресод, дополнителните се 198 милиони денари. Значи, тоа е согласно закон кој што буџетот треба да го обезбеди. Околу аукцијата, сега мене ми е драго што Македонија за прв пат од оваа година започна да издава 30 годишни обврзници. Тоа значи дека постојат инвеститори. До сега најдолгата рочност на обврзниците беше 15 години. Тоа значи дека некој во 2048 година денеска вложува пари во македонска обврзница и верува дека тие пари ќе му бидат исплатени, односно дека економијата ќе оди како што треба. Ние имаме политика на менеджирање на јавниот долг. Во целиот овој период, посебно во 2018 година, сведоци сте дека успеавме да ги намалиме каматните стапки, и тоа сериозно ги намаливме каматните стапки на инструментите кои што ги издаваме, па и во пресот видовте дека ни се појавува дури и простор, фискален простор заради такво намалување на каматите. Но сега и друга работа што јавноста мора да ја знае. Јас можеби скоро во сите мои излагања ја кажувам, огромен дел од овие обврски што доспеваат не се направени од оваа влада, туку се наталожени од претходната влада пред се во периодот 2008-2016. И еве и ние секојдневно Министерството за финансии работи на како успешно да менеджира со долгот, бидејќи во иднина од претходната влада имаме можеби уште поголеми обврски кои што треба да ги враќаме. Тоа се во 2020 година. Прво доаѓаат од големи обврски, големи главници 155 милиони евра. Тоа е од еден PBG кредит, потоа доаѓа обврзница која беше 270 милиони евра, па ние намаливме на една третина, откупивме од неа. Потоа 2021 година доаѓа 500 милиони евра обврзница. Значи тоа се обврски кои што ние ќе мора да ги враќаме. Ве прашав за капиталните инвестиции, беа две прашања, но не ми одговоривте. Ќе треба да се потрошат до крајот на годината 300 милиони, до сега се реализирани 90 милиони евра. Значи остануваат уште 210 милиона, 200 милиона. Дали е преоптимистичка оваа сума повторно? Значи за реализација, бидејќи за 4 месеци по 50 милиона да се троши, или еве до 80%, дали ќе стигнеме или реално колку може да очекуваме? Бидејќи е некако повторно поставена сумата за капитални инвестиции премногу оптимистичка. И исто така за јавниот долг да се надоврзам, така Фити предупреди дека е во сериозна состојба јавниот долг и дека не сме веќе никако да се дозволи да се зголемува, бидејќи е неодржлив. Изјава беше тоа, мислам, пред 3 дена. Вие сте сведоци дека секоја година капиталните инвестиции, најголем, практично највисока реализација, имаат во последниот квартал на годината. Ние можеме тоа да го очекуваме и оваа година, така беше лани, но и во сите претходни години. Ние, за да дојдеме до овој ребаланс, направивме состаноци со сите линиски министерства и сите буџетски корисници кои што имаат посериозни капитални инвестиции. Од нив добивме уверување дека реализацијата ќе биде како што треба. Јас верувам дека во голема мера ќе биде остварена. Но јас повторно сакам да ја вратам дека мислам тоа е клучно. Една од главните мантри на последната декада беше дека растот пред се должи на оваа државна интервенција. Тогаш се должеше на државна интервенција во Скопје 2014, практично проекти во фасади, споменици, нешто што не и треба на економијата. Светска банка дури направи еден графикон кој што покажа дека без тоа растот е некаде околу 0,05%. Ако се исклучија тие проекти, сега е одлично што за прв пат после многу години македонската економија остварува раст, пред се заради приватниот сектор, заради придвижувањата во индустријата, заради
заради извозот, па потоа можеме да гледаме дека исто така и платите растат, значи тоа е добро и јас како економист пред се мислам дека ако успееме да го фатиме чекорот и да влеземе во НАТО и да ги фатиме овие евроатлантски интеграции, македонската економија ќе успее да обезбедува раст како што сакаме, бидејќи пред се главниот мотор на растот ќе биде приватниот сектор, а ние потоа како држава со вложување во тоа што треба, значи продуктивни инвестиции пред се во патишта и во инфраструктура ќе го достимулираме тој раст. Следно прашање на Скателна телевизија. Значи, во овој ребаланс ваков каков што е, нема ставка за избори предвидено, сакам да прецизираме. Значи... Да, јас јасно кажав, значи овој ребаланс е подготвен за варијанта доколку нема избори, но ако има избори, апсолутно ние ќе обезбедиме средства за реализација на изборите, бидејќи имало и многу други случаи каде што имало предвремени избори и тие практично се финансирале, се наоѓале начин да се isfinansираат. Колеги, ви благодарам на сите. Фала на сите и што дојдовте во недела.